Во следниве неколку минути разговараме со Димитар Поповски, личност која што веројатно многумина и од вас не ја познаваат, но се надевам дека во следниве минути ќе ја запознаете одблизу. Подетално ќе ви раскаже за оно што тој го работи, а кое што на многумина од нас веројатно е непознато, односно дигитализацијата на старите книги, она што е негова специјалност. Димитар, здраво најпрво. Здраво. Споменав, значи, што е оно што го работиш, меѓутоа ајде по-детално и да го доближиме некако оно што ти е твојот фах. Јас се занимавам со optical character recognition, оптичко препознавање на карактери, тоа е екстракција на знаци, текст од скениран документ, книга, што и да е. Се сметам за еден од ретките OCR специјалисти во Македонија, можеби и пошироко. Голем дел од своите истражувања кои што стигнуваат сега веќе на светско ниво, да речам, на меѓународни конференции ги имам презентирано. Конкретно истражувам дигитализација на стари ретки книги со помош на ефтина point and shoot дигитална камера. Сметам дека за овие 2 години колку што сум во Македонија после враќањето од Америка, каде што добив престижна стипендија од US Department of State во програмата Junior Faculty Development Program, имам, да речеме на некој начин, остварено еден вид на лидерство кое што се бараше од мене во самата програма, конкретно за дигитализација во Македонија, па и во поширокиот регион. Имам учествувано на повеќе меѓународни конференции. Најголемите достигнувања што ги имам направено се дигитализација на неколку книги на македонски, конкретно, од кои што, би рекол, мој ремек дело е за македонските работи од Крсте Петков Мисирков, која што може да се симне комотно од интернет без никаква надокнада, да се пребара, да се прочита, да се испечати и така натаму. Практично преку дигитализација на старите книги што ги споменати, ќе може било кој што сака да ја прочита таа книга, да не оди буквално до библиотека да ја земе, туку да се ја симне од интернет и да ја има дома. Да, се обидувам да бидам појасен на оваа тема. Значи, дигитализација не е ставање на онлайн public access каталог, значи пребарување на каталогот, како што е кобисот на Националната универзитетска библиотека и многу други. Крајниот продукт на дигитализацијата е дигитализирана книга со потполно текстуално пребарување, која што ќе биде компресирана, значи смалена, за било кој човек, особено луѓе од земјите од третиот свет, како што е Македонија, да може преку многу спора конекција да ја пребара прво, да ја најде книгата, да ја симне, па повторно да ја пребара самата книга, значи да го пребара оригиналот. Значи не станува збор за барам дали е таа книга таму и таму, па да отидам да ја земам. Јас ја барам таа и таа книга дали е таму и таму и ќе си ја даунлодирам, за да можем да ја употребам како актуелно да имам. Се предноста на дигитализацијата многу едноставно е. Ако еден човек држи една книга во рака, таа е само за него. Ако таа книга е дигитализирана, замислете каков е бројот на луѓе кои што можат да пристапат и да ја прочитаат, да модираат или што и да е. Сосем случајно дојде да налетам на некоја стипендија која што беше за Америка. Сега јас го немам никогаш учено англискиот јазик, што во основа и не знаете и сами не е проблем. Меѓутоа конкретно беше поврзана со мојата професија. Само секогаш сум сакал книги, меѓутоа и компјутери. Сега поврзаноста на книги и компјутери го дава она што конкретно го работам, или пак да кажеме аверзијата кон хартијата и љубовта кон дигиталното. После толку одржани предавања и посетени семинари, каков е слухот на институциите кај нас за она што ти го работиш? Колку знаат што работиш и колку сакаат да го примениш? Колку сакаат да го применат она што ти го работиш во својата фирма? Луѓето се заинтересирани да работат со дигитализација, меѓутоа недостигаат експерти кои што би можеле на некој начин да ја изнесат целокупната вредност, пишана вредност на светот. Се мисли конкретно на ракописите старомакедонски, за кои што веќе имам разговарано со господинот Паско Кузман. Голем дел од колекциите на стари ретки книги кои што се на некој начин разфрлани из цела Македонија, ги има во МАНУ, ги има на сите факултети, ги има на филолошки, ги има на филозофски, има во Народна универзитетска библиотека, во градска библиотека и така натаму. Најчесто имам добиено впечаток дека луѓето
не сакаат или не го разбираат она што го работам, затоа што во основа станува збор за нешто што мора да има крајен резултат. Значи, како што кажав преска, не станува збор за пребарување на книги онлайн, туку станува збор за купување на некои скапи опреми, користење на скапи софтвери, што во основа, морам да го потенцирам тоа, јас не го работам. Значи, јас користам ефтина опрема, затоа што како прво е и поевтина и побрза, и како второ користам она што не знам, ни помалку ни повеќе би било крајен резултат на дигитализацијата, тоа е пристапување до самата книга во низиниот актуелен формат заедно со текстот натре без никакви измени на оригиналот, се мисли. Ти благодарам.